Добро вечер, втор дневник на Канал Плюс. Да се подсетиме на дел од денешните настани. Заврши првиот уписен рок на државните универзитети. Средните училишта се подготвени за вториот уписен рок. Слободни места има и во училиштата и на факултетите. Интензивно се работи на уредување на влезот на Штипка и на селбата Железничка. По асфалтирањето ќе се уреди и пешачкиот простор. Денес се макавеите, почнуваат богородичните пости. Од денес во наредните 12 дена се насетува какво време ќе имаме во наредните 12 месеци. Владата на Република Македонија ги усвои измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Со измените на законот ќе им се признае стажот на земјоделците од 1978 до 1988 година, кој досега беше сопрен. Барањата на земјоделците за полесно доаѓање во пензија се прифатени. Владата на последната седница ги усвои измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Со ова законско решение им се излегува во пресрет на барањата на Сдруженијата на земјоделци, синдикатите и голем број на граѓани, изјави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов на пресконференција. Се решава значаен проблем со кој што се соочуваат неколку стотици индивидуални земјоделци, при што со усвојувањето на овој закон од страна на собранието ќе се создадат законски можности оваа група на граѓани да се стекне со старосна пензија. Со ова законско решение се излегува во пресрет на барањата на Сдруженијата на земјоделци, синдикатите и голем број на граѓани. Очекувам многу брзо законот да влезе и во собраниска процедура. Со овие измени се предлага да се воведе законска можност на земјоделците да им се засмета во нивниот стаж и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците, кој се применуваше во периодот од 1978 до 1988 година, со што би се создале можности за исполнување на минималните услови за стекнување со старосна пензија. По освојувањето на овој закон од собранието ќе се создадат законски можности неколку стотици индивидуални земјоделци да се стекнат со старосна пензија, а примената ќе започне од 1 јануари идната година. Осигурениците кои што имаат статус на индивидуални земјоделци, заради исполнување на условите за остварување на право на старосна пензија, во нивниот стаж на осигурување ќе се засмета и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците, кој што траеше од 78 до 88 година, доколку земјоделецот бил пријавен во осигурување и придонесот за тоа осигурување е платен за време на важењето на Законот за старосно осигурување на земјоделците. Председателот на Асоцијацијата на земјоделци на Македонија Ефтим Шаклев изјави дека со ова решение на владата на вистина ќе се тргне голем товар на земјоделците за нивниот пензионерски живот. Званично ќе изнесе свој став следната недела. Затоа може да бидат спокојни пензионерите кои навистина не беа во можност досега да го упишат својот стаж од 1978 до 1988 година од непознати причини, не можеа да го остварат своето право на пензија, бидејќи иако и беа платени сите давачки и фалеше стаж од 10 години, а тие што беа во пензија пак има намалена пензија во износ од 10 години, што не беше исто признаена како платено. Така да оваа вест на вистина предизвика радост кај поголем број од постарите земјоделци на кои се измирени обврските спрема пензиско. Исплатата на пензиите ќе чини околу 34 милиони динари, за кои владата ќе ги издвои од буџетот во 2016 година. Денес завршуваат првите уписи на факултетите на Универзитетот Гоце Делчев. До денес напладне бројот на кандидати заинтересирани за студирање на некои од факултетите и академиите на УГД изнесува 1600. Интересот за медицинските факултети доминира и годинава на УГД.
Како претходните два, така и последниот ден од првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев ги исполни очекувањата на раководството. До денес до 11 часот својата иднина на Штипскиот универзитет ја препознале околу 1600 идни студенти. До крај на денот ќе имаме званични информации, рангирањето ќе биде направено некаде во подоцнешните вечерни часови, бидејќи треба ова е последно рангирање, по основ на кое што после завршените приемни испити на трите академии во вторник, кандидатите кои што веројатно почувствувале дека може би се обесправени или сметаат дека има некоја техничка грешка направена, дека ќе поднесуваат пријави, односно приговори. Така да веројатно некаде до 21 часот максимум ќе ги имаме рангирањата на сите оние кандидати. Проректорката Јаневич Ивановска истакна дека бројката од 1600 студенти или 45% од очекувањата одговара на предвидувањата на факултетите. Факултетот за медицински науки е веќе 70-80% полн, техничките факултети постепено си се полнат. Вториот уписен рок е пријавен пик, да кажам, на студентите од останатите факултети. Мислам дека е веќе објективно, стандардно си оди полека, иако можеби навидом изгледа се чувствува дека како да нема никој. Меѓутоа студентите веќе научија дека гужвата не значи дека и ќе се запишат или нема да се запишат, а на комисиите им дава на некој начин поголема можност на секој кандидат внимателно да му објаснат и да му дадат одговор за се што ги интересира. По секој случај, како што спомена проректорката Јаневич Ивановска, пораст на оваа прелиминарна бројка се очекува во текот на вториот уписен рок, кој ќе се случи на 24 август, до кога најверојатно од Министерството за образование ќе бидат нострифицирани дипломите на оние кои средното училиште го завршиле во други држави, зашто во неколку наврати беше сугерирано од страна на раководството на Универзитетот Гоце Делчев. Секако предвидени и трет уписен рок, кој ќе се случи на 4 септември. За потсетување, според објавениот конкурс на 12 факултети и 3 академии имаше слободни вкупно 5390 места, од кои 3172 за редовно студирање во државна квота, 1208 за редовно студирање во квотата со кофинансирање и 1010 за вонредно студирање. Средните училишта од Истокот подготвени се за вториот уписен рок. Гимназиите во Дилчево, Берово и Македонска Каменица се уште имаат слободни места за упис на ученици. Средношколците се пред прагот на новата учебна година. На нешто повеќе од 2 недели до почетокот на учебната 2015-2016, средните училишта во Делчево, Берово и Македонска Каменица се подготвени за упис на учениците кои од оправдани причини го пропуштија почетниот рок за запишување во прва година гимназија. Слободни места за нови ученици во средното општинско училиште Методи Митевски Брицо во Делчево има и во гимназиската и во стручните насоки. Според огласот за запишување во Делчевската гимназија, предвидени се 5 гимназиски паралелки, 2 стручни паралелки со траење од по 4 години, како една стручна паралелка со траење од 3 години. Во нашето училиште имаме слободни места, и тоа слободни места и во гимназиското образование, слободни места имаме и во стручното образование. Имено имаме 5 гимназиски паралелки, една во текстилно-кожарска струка, односно конфекцијски техничар или 4 годишно образование, една хемиско-технолошка струка или прехранбен техничар 4 годишно траење и една паралелка текстилно-кожарска струка конфекционер реформиран наставен план и програма во траење од 3 години. Во општинското средно училиште Ацо Русковски во Берово, можноста за запишување во првиот дел од уписите ја искористиле 105 ученици кои се запишале во гимназиската и текстилно-кожарската струка. И овде се уште има слободни места за учениците. Значи во јунскиот уписен рок запишавме вкупно 105 ученици во гимназиското образование, во текстилно-кожарската струка и во угостителско-туристичката струка. Очекуваме нови ученици и во августовскиот уписен рок. Имаме слободни места во сите видови на образование. Дали има драстично намалување или зголемување во однос на бројката од минатата година или се останува? Во однос на бројката од минатата година сме тука некаде. Немаме некое драстично и намалување и зголемување на бројот на ученици. Гимназијата Миле Јаневски Џингар во општина Македонска Каменица по првиот уписен рок има запишано 32 ученика, од кои 20 во гимназиска насока. Инаку пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 24 август, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места ќе бидат објавени на 25 август. Училиштата кои во двата уписни рока не ги потполниле утврдените ученички места за запишување, со конкурсот ќе продолжат со запишување на учениците до 27 август.
Општина Штип започна со уредување на влезно и излезниот дел на Штип кај населбата Железничка. Денес започна асфалтирање на сообраќајницата до кампус 4 на Универзитетот Гоце Делчев. Инвестицијата е во вредност од 200.000 евра. Средства од владата обезбедени преку јавното претпријатие за државни патишта, а градежните зафати ги изведува Македонија патот Штип. По асфалтирањето, општината со сопствени средства во висина од 60.000 евра ќе конструира тротоарно-пешачки површини. По асфалтирањето на градските и приградските улици од денес започна и асфалтирањето на сообраќајницата на излезот од Штип до кампус 4 на УГД. Станува збор за проект кој што е финансиски поддржан од владата на Република Македонија, конкретно преку јавното претпријатие за државни патишта. Инвестицијата е во вредност од 200.000 евра и опфаќа уредување на кружниот тек, реконструкција, односно поправка на делот од сообраќајницата која што води преку пругата, како и влезот, односно улицата, сообраќајницата од кружниот тек се до јазовот кај Три чешми. Во втората фаза од реализацијата на овој проект, општината со инвестиција од 60.000 евра ќе направи и пешачко-тротоарни површини со цел поголема безбедност во сообраќајот, пред се за студентите кои секојдневно го минуваат овој пат. Тротоарите се прават заради поголема безбедност на студентите, како и на пешаците во овој дел, а постои иницијативи од страна на Универзитетот Гоце Делчев подолго време, па во сработка со нив, градоначалникот и општината преземат активности за уредување на овие површини. За наредната година планирана е реконструкција на влезовите во Штип од регионалниот пат Радовиш кон Новосело, како и на делот од Чардаклија до кружниот тек. Хуманитарни прехранбени пакети подели денес Општинскиот Црвен крст во Штип. Десетина семејства од социјален ризик и младиот Иван Стојанов денес беа посетени од Црвениот крст во Штип. На Иван му се потребни уште околу 6.000 евра, кои треба да ги собере до септември. Преостанува помалку од 1 месец да се дособерат парични средства, во спротивно може да оди на лекување дури наредната пролет. Во рамки на програмските активности кои Општинската организација на Црвен крст од Штип секој месец ги реализира во текот на денешниот ден, волонтериот клуб на млади донира прехранбени продукти и средства за хигиена на десетина семејства од социјален ризик. Меѓу останатите го посетија и семејството Стојанови, поточно младиот Иван Стојанов, кој повеќе од 1 година се надева на парични средства, со кои би отишол во Кина, каде треба да му бидат пресадени матични клетки. Стојанов веќе подлог временски период е неподвижен. Повеќе од 5 години неоткриено на време диагноза и на крај од операција докторска грешка. Сега која е диагноза? Диагнозата е квадрипареза, значи неспособност на сите 4 екстремитети, кажано докторски. Со цел да се соберат потребните 26.000 евра за операцијата на Иван Стојанов во изминатава година од страна на невладината Цивитас, се организирани поголем број хуманитарни настани, но сепак не достигаат 6.000 евра, за кои Стојанов се надева дека до септември хуманите сограѓани ќе се обидат да ги обезбедат. Докторите од Кина дадеа ми надеж со матични клетки дека ќе можам да се оправам, дека ќе можам да се движам па на нози. Сега сум, значи, пред крајот. Дојде до 20.000 евра, фалат уште 6.000 евра, па да се надеваме до октомври дека ќе ги соберам парите. Стојанов и неговата мајка се благодарни на помошта од сите кои досега донирале, пред се на представниците на Црвениот крст, од каде често им излегуваат во пресрет. Ќе бидам благодарна ако луѓето донират бароше малку му треба за да отиде за Кина, да застане он на нога. Фала и на Црвен крст, не ме забрават, и на газите кои ми пуштат да отидеме. Тоа е се. Сакам Иван да го видам на нога, друго ништо неќе. Малку време, ако го изгубам и овај месец и другиот, и готов ќе нема, пак ќе останеме. Секретарот на Општинската организација Црвен крст од Штип Никола Камчев истакна дека и понатаму ќе настојуваат да му помагаат. Општинската организација на Црвен крст Штип веќе подолго време, значи е во контакт со семејството Стојанови. Нашиот сограѓани Ила Стојанов, значи уште малку средства му недостасуваат за да замине во Кина за да може повторно да застане на нозе, и апел и од Општинската организација на Црвен крст Штип до сите наши хумани сограѓани, до сите наши бизнисмени од нашиот град да смогнат цели уште мал дел финансиски средства да помогнат за да може Иван повторно да застане на нозе.
Како и да е, на Стојанов треба оваа есен да му бидат пресадени матичните клетки, бидејќи наредниот термин е наредната пролет. Затоа апелираат Штипјани повторно да ја покажат и докажат својата хуманост. Сите заинтересирани лица кои што сакаат да донираат, може да ја запишете трансакцијската сметка од Тутунска банка која што ја гледате на вашите мали екрани. Зелените пазари во овој период се полни со сезонско овошје, посебно со бустан. Цените се стабилни на плодовите кои ги има во изобилство, но поскапуваат цените на производите чија сезона поминува. На пазарите во овој регион зголемена понудата на бостанот и сезонското овошје. Лубениците во зависност од квалитетот се продаваа по 8 и 10 денари за килограм, дињите од 10 до 15 денари. Кога нешто е квалитетно, за муштерите нема потреба од реклама. Таков е примерот со овој производител, чиј бостан е еден од најквалитетните на градскиот пазар во Штип. Од почетокот до сега бостанот е на семка и кој е взимал, многу е задоволен од бостанот. Потрошувачката ми е добра, да кажам. Секој пазар по колку килограми? По до 2 тона се слободно трошам на пазар. Не останува ни лубеница, ни диња. Па не останува, на крајте остануваат некои со втора класа, по-ефтино. Добро е. Тај што е пробел може слободно да доаѓа па. Има ли наредните пазари уште? Уште еден пазар ќе има и толку ќе. Но освен бостан, мощне барани беа праските, сливите, крушите. Пристигнаа од богданци за кои сопственикот вели дека се произведени во еколошки здрава средина. Производство наше, да. Од богданци сме, да, наше производство. Па моментално имаме слива, крушка имаме, праска имаме и дињи наши, да. Ваши дињи, да. Наши дињи, да. Прва класа. Прва класа дињите, да, точно. Гледаме и овие сините сливи, мудрите сливи се добри. Мудрата слива е 50 денари, али многу квалитетна. Има мала семка и се што се вика внатре све е за јадење. Ова мазна праска, да, али малку имаме, таа не имаме многу. Ова е другата праска, 20 денари е килограм. Крушите исто така 40 денари или 3 за 100. Има ли род година? Род има? Род има, да, има ова година род. И наредните пазари ќе има? А иначе па тоа имавме потенцијал, моментално имаме потенцијал, сега на ово одеме. Опште впечатокот дека со секој нов пазарен ден, кај одредени производи кои ги снемува, цените растат, додека кај оние чија понуда се зголемува, цените опаѓаат. Според православниот верски календар, денес се слави споменот на 7-те браќа мачениците Макавеи. Овој ден народот на овие простори го слави со строг пост, со кој почнуваат богородичните пости, но и со прво вкусување на грозје и смокви. Се верува дека 12 дена по Макавеите ги најавуваат временските карактеристики на секој месец во наредната година. Православните христијани од денеска започнуваат со богородичните пости кои траат 15 дена. Ова е најкраткиот од 4 годишни пости, односно трае 15 дена се до Благдетот Успение на Пресвета Богородица. Од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорѓе од Кочани, еве што велат за овој пост. Од денес па се до 28 август, денот кога учествуваме спомено Успение на Пресвета Богородица или ке народот познат како Голема Богородица. Траат богородичните пости кои што се востановени во чест на празникот Успение и на празникот Преображение. И според типикот пропишан од Светата православна црква се пости на следниот начин, значи од понеделник до петок е без масло, сабота и недела е дозволена употреба на масло, додека риба е благословена само на празникот Преображение. Овие пости се најмали, во должина траат точно 2 недели. Сите оние кои што планираат да ги постат, би апелирале да обрат внимание не само на телесниот, туку повеќе внимание на духовниот пост, значи да размислуваат за Бога, да размислуваат за своите греови, да размислуваат за покаяние, пред се да стават акцент дека треба да им помагаме на сиромашните и на изнемоштените лица и они сите категории на кои што им треба помош и откако ќе се подготвиме и телесно и духовно преку светата тајна исповед да пристапиме кон светиот пут, односно кон светата Евхаристија. Богородичниот пост настапува еден месец после празнувањето на соборот на светите апостоли Петар и Павле, а пред големите празници на Преображението Господово и Успението на Божјата мајка, кај народот познат како Голема Богородица.
Земјотрес со интензитет од 5,2 степени бил регистриран во Чиле, но нема информации за жртви и оштетени објекти. Според Националниот сеизмолошки центар, епицентарот бил на 39 км од градот Леби и на 655 км од главниот град Сантјаго. Во изминатото деноноќие во Чиле биле регистрирани 9 подземни потреси, повеќето во северниот дел од државата. Египетски воен авион се урна вчера до границата со Либија поради технички дефект за време на контратерористичка операција, при што загинале 4 членови на екипажот, а 2 се ранети. Авионот учествувал во заедничка операција на воено-воздухопловните и копнените сили. Египет е погоден од бран напади врз силите за безбедност, откако војните власти го соборија од власт председателот на исламистите Мохамед Морси во 2013 година. 36 часа по експлозиите во индустријскиот дел на кинескиот град Тиенцин се уште беснеат пожари, а спасувачите пронашле преживеан 19-годишен пожарникар. Во несреќата загинале 17 пожарникари, а повеќе од 1020 пожарникари и 140 пожарникарни возила се уште се борат со огнот. Најмалку 3500 жители на градот ја поминале ноќта во времени засолништа. Првиот надпревар од плейоф фазата за Лига Европа, работнички Рубин Казан, ќе се одигра на 20 август 2015 година од 20 часот на националната арена Филип II. Познат е и главниот судија кој ќе дели правда на првиот меч во Скопје на дуелот помеѓу македонскиот и рускиот представник. Билетите за мечот меѓу работнички Рубин Казан, кој се игра во рамки на четвртото квалификацијско коло за Лига Европа, ќе чинат 200 денари. Вака одлучи раководството на единствениот преостанат македонски тим на евросцената. Според најавите, во продажба ќе бидат пуштени билети за северна и јужна трибина по цена од 200 денари. Источната ќе биде наменета за гостинските навивачи, додека западната трибина ќе биде затворена. Продажбата на билетите стартуваше на 14 август преку продажната мрежа на МК Тикетс. Дневникот заврши со нови информации. Гледајте не утре или на нашата веб страна за настаните во земјава и светот. Ви посакувам пријатна вечер.